Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Во понеделникот вечерта се случил напад врз дежурна лекарка во општата болница во Кочани. Само присебноста на други лица кои го спречиле напаѓачот придонела случајот да заврши само со телесни повреди кај лекарката. Незините колеги и медицинскиот персонал во болницата излегоа на мирен протест. Тони Ајтовски со деталите. Дежурна докторка на интерното одделение во општа болница Кочани била нападната на работното место од страна на роднина на пациентка која е хоспитализирана во здравствената установа. Две други лица кои се нашле во близина успеале да го отргнат напаѓачот и спречиле инцидент со посериозни последици. Нападот се случил во моментот кога докторката ги прегледувала резултатите на пациентите кои требало да примат инсулин. Напаѓачот инсистирал неговата мајка, која била примена претходниот ден и уредно згрижена, да добие приоритет, пошто ја фатил лекарката за врат во обид да ја задави. Еден немил настан кој се случи синоќа во 18:15 од страна на едно насилно лице, на кое мајка му е хоспитализирана и згрижена и има нападнато на дежурната докторка со обид за убиство, со давење, и докторката беше за среќа спасена од едни млади деца кои ја носеа бабата на преглед. Во колку да не влезеа тие деца, ќе имаше далекосежни последици по докторката. Во инцидентот докторката се здобила со телесни повреди, а доживеала и психичка траума, поради што побарала неколкудневно боледување. Според Панова, ова не е прв ваков случај, но е еден од најсериозните досега, поради што во знак на солидарност со својата колешка, лекарите и медицинскиот персонал од болницата излегоа на мирен протест. Ова не се случува прв пат такво насилие од страна на членови на семејство и затоа ние мораме да го искажеме револтот од страна на сите вработени во медицински центар кои се грижат за здравјето на луѓето во цела општина и околината. Со овој протест апелираме до населението да бидат страпливи, затоа што со време сега со помалку лекари остануваме и неќе може да бидат услужени, значи ќе бидат услужени ургентните, а потоа другите пациенти. Случајот бил пријавен во полицијата, пошто е направен увид на местото на настанот. Вработените во болницата од Кочани очекуваат против сторителот да се преземат соодветни законски мерки. Во тек е процедурата за донесување на детален урбанистички план за селото Тракање. По тој повод локалната самоуправа ги повикува граѓаните, здруженијата и правните лица со своји забелешки да се вклучат во јавната презентација што ќе се одржи в среда. Привршува постапката за донесување на урбанистички план за селото Тракање, што започна минатата година. Предлог планскиот документ е веќе изготвен и в среда на 18 април со почеток од 12 часот и 30 минути ќе се одржи повторна јавна презентација. Тоа ќе биде можност да се спроведе и анкета со сегашните или поранешни жители на Тракање, при што е предвидено таа да трае до понеделник. Во овој рок, заинтересираните физички и правни лица од подрачјето што е опфатено со планот ќе можат да достават забелешки и предлози на анкетни листови во писмена форма, а истите можат да ги подигнат во архивата во општинската зграда или пак од веб страницата на општина Кочани. На прометно место во селото, како и пред зградата на локалната самоуправа, веќе е изложен и графичкиот приказ од предлог урбанистичкиот план за Тракање. Деталниот урбанистички план го изработи Институтот за урбанизам, екологија и сообраќај ИНПУМА од Скопје, кој според проектната програма што требаше да ја следи, една од главните цели беше создавање поквалитетни услови за живот на жителите, како и услови за економски развој на селото. Со тоа се овозможува создавање законски услови за изградба на стамбени и деловни објекти, како и намален број на дивоградбите. Дополнително треба да се овозможи зачувување на животната средина, со тоа што ќе се уреди намената и начинот на користење на просторот во населбата. Директни корисници на резултатите од овој проект се околу 1000 жители на Тракање, кои имаат потреба од поквалитетни услови за живот. Површината на планскиот опфат изнесува близу 80 хектари, а границата на опфатот ги представува парцелите во кои веќе се изградени објекти, односно таа се движи по границата на катастарските парцели и постојните полски патишта. Со предлог урбанистичкиот план за Тракање
Е определена и намената на земјиштето и градбите, како и соодветно решение на примарната и секундарна сообраќајна мрежа и на целата комунална и телекомуникацијска инфраструктура. Во завршна фаза се активностите како дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, во кој што е вклучена и општинската организација на Црвениот крст од Кочани. Во рамките на овој проект беа спроведени голем број настани кои што имаат хумана димензија, што е и целта на организацијата. Во Кочани при крај се активностите како дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Волонтерите на општинската организација на Црвениот крст во рамките на овој проект спроведоа голем број активности, меѓу кои и одржаните обуки, пошто следуваа активности на терен. Самата програма обично секоја година го следи почетокот на годината и оваа година започна во месец јануари, каде што група од 30 младинци поминаа 3 работилници, каде што добија основни знаења за самата организација за Црвениот крст, знаење за тоа како се прави мал проект и како да ги откријат потребите на заедницата. И третата работилница беше за како правилно се документираат нивните мали проекти. По завршувањето на трите работилници, младинците формирани, поделени во 5 ПХВ групи, излегоа на терен, каде што првично направија истражување во својата заедница, најдоа целни семејства на кои може да помогнат, ги истражува нивните потреби и направија план на кој начин може да помогнат на овие целни семејства. Потоа младинците беа вклучени во организирање на различни собирни акции, собирни активности со цел собирање на финансиски средства со кои нели можат да помогнат на овие семејства. За таа цел беа спроведени различни настани како кошаркарски надпревар, фудбалски надпревар, продавање на мафини во градскиот парк и други различни креативни активности. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е проект кој што со години континуирано се имплементира во нашава земја од страна на општинските организации на Црвениот крст. Главната цел на истиот е вклучување на младите со различна етничка припадност во заеднички проекти за изградба на взаимното разбирање, толеранција и културата на диалог. Мисијата на програмата е промовирање на културата на диалог како основен предуслов за создавање на интеркултурно општество и промовирање на активно знаење и активен однос кон животот преку принципите и вредностите на Црвениот крст. Инаку проектите на младинците од Кочани се во завршна фаза и треба конечно да бидат завршени до 20 април и истите треба да ги имаат документирано и се испраќаат во Централната ПХВ канцеларија во Скопје, каде што се оценуваат и представниците од најдобрите проекти се поканети да присуствуваат на ПХВ работилницата која што се организира секоја година во едукативниот центар Солферино во Струга. Сдруженијето на пензионери од Кочани ја одржа својата редовна седница на која беше усвоена програмата за спорт за тековната година. И оваа година остануваат активностите за учество на пензионерите на поголем број спортски надпревари. Комисијата за спорт при Сдруженијето на пензионери на Кочани на својата редовна седница, одржана на 16 април оваа година, ја разгледа и усвои програмата за спорт за тековната година, која беше верификувана и како дел од програмските активности на Сдруженијето на пензионери на Кочани на годишното собрание. Во програмата за спорт се содржани бројни активности во повеќе спортски дисциплини, кои ги мобилизираат пензионерите за учество на поголем број спортски надпревари од општински, регионален и државен карактер. Приоритетно место во програмата дадовме на омасовување на спортски екипи во речиси сите спортски дисциплини, како во машка, така и во женска конкуренција. Радува податокот што на нашиот повик за прием на нови членови спортисти се пријавија голем број пензионери од сите 15 ограноци на Сдруженијето во Кочани, кој ги опфаќа општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, истакна Ѓорги Серафимов, председател на Кочанската пензионерска организација. Според Серафимов, кочанските пензионери спортисти на 27 април ги очекува првиот меѓуограночен надпревар во салонски игри, кој ќе се одржи во управната зграда на пензионерите од Кочани. Од таму најдобрите поединци и екипи ќе се пласираат на општинските спортски надпревари, што ќе се одржат на 19 мај оваа година на градскиот стадион Никола Мантов.
Најдобрите поединци и екипи, истакнува Серафимов, ќе сочинуваат екипата на Сдруженијето на пензионери Кочани, кој на 16 јуни на истиот овој стадион ќе се напреварува во рамките на регионалните спортски надпревари на пензионерите од источниот регион за пласман на Републичката пензионерска олимпијада, што во месец септември ќе се одржи во Скопје. Годинава честа да бидеме домакини на регионалните спортски надпревари на Сојузот на пензионерите на Македонија ни ја довари нам, бидејќи минатата година бевме одлични домакини на Републичката олимпијада, која се одржа на истите спортски терени во Кочани, истакна Серафимов. Инаку, во програмата за спорт за оваа календарска година, Кочанското здружение на пензионери планира уште неколку интересни спортски средби со пензионери од други здруженија. Така и годинава ќе продолжи соработката со Здруженијето на пензионери Центар од Скопје, која се остварува во месец јули во Кочани и месец ноември во Скопје, преку организирање на двомеч во повеќе спортски дисциплини. И годинава ќе продолжи соработката со Здруженијето на пензионери од Кавадарци на спортски план со средба и двомеч на терените на Пониква на Осоговските планини. Општина Кочани во заработка со Сојузот за училишни спортови го организира традиционалниот пролетен крос 2018. Спортската манифестација ќе се одржи в петок на стадионот Никола Мантов. Во организација на Сојузот за училишни спортови од Кочани и локалната самоуправа и годинава ќе се одржи традиционалниот пролетен крос. Манифестацијата продолжува да ја надградува традицијата откако беше возобновена пред 7 години. На почетокот учествуваа ученици од основните и средните училишта во општината, а подоцна се приклучија и повозрастните, односно студентите и членовите на неколку здруженија. Секоја година просечниот број на учесници изнесува околу 500 и па така се очекува да биде и овој пат. Најголем дел од нив, односно повеќе од половината, се од основните училишта, а остатокот средношколци. Годинава кросот ќе се одржи в петок на 20 април со почеток во 9 часот на стадионот Никола Мантов, а покровител е градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев. На најуспешните учесници на пролетниот крос ќе им бидат доделени дипломи и медали. Во рамки на училишните спортски активности на кросот му претходеа подготовки со кои наставниците по физичко и здравствено образование ги селектираа учениците со најдобра кондиција и можности за учество на оваа манифестација. Триесет крвни единици беа собрани на крводарителската акција што општинската организација на Црвениот крст Кочани ја организираше во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Радува податокот што доста млади својата скапуцена течност ја даруваа за прв пат. Крводарителска акција ќе биде спроведена и во гимназијата Љупчо Сантов. Во рамките на спроведувањето на годишниот план за организирање на крводарителски акции, општинската организација на Црвениот крст Кочани, акција за дарување на крв спроведе во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Се спроведе крводарителска акција за средношколците во Средното општинско училиште Гошо Викентиев во Кочани, на која акција беа реализирани 33 крвни единици и поголем дел од овие реализирани крвни единици беа младенци кои за прв пат ја даруваа својата драгоцена течност. Во иста прилика сакам да напоменам дека иста таква акција е планирана да се спроведе и во Средното општинско училиште Љупчо Сантов во Кочани. Оваа акција е планирана да се спроведе на ден 19.4, значи овој четврток, со почеток од 10 до 13 часот. Акцијата и во двете училишта се спроведува во соработка со медицинската екипа од Оделот за трансфузиологија од Штип. Инаку, општинската организација на Црвениот крст од Кочани продолжува со реализирање на редовните крводарителски акции кои што се организираат секој последен четврток од месецот. Следува информацијата од спортот. Одличен успех постигна кочанскиот борач и поранешен член на Спартак Столе Евтимов на државното јуниорско првенство, што се одржа во Прилеп. Во силна конкуренција во категоријата до 79 килограми, тој го освои првото место. Прво место освои кочанскиот борач Столе Евтимов на државното изборно првенство за јуниори, што се одржа во Прилеп. Во категоријата до 79 килограми, во која имаше и најсилна конкуренција,
Поранешниот член на Спартак, а сегашен на боречкиот клуб Лирија од Скопје, беше убедливо најдобар, при што ги совлада своите противници од штипски Балканец и скопски Тефејус. Својата супериорност Евтимов ја потврди со тоа што во сите борби забележа технички туш, односно ги доби со резултат 10:0. Во неговата категорија имаше вкупно 10 борачи, а во финалната борба тој успеа да го победи и фаворизираниот Бајрам Ајдари, откако претходно ги совлада Шакиров од Балканец и Асани од Тефејус. Со освојувањето на првото место, Столе Евтимов си обезбеди место во репрезентацијата на Македонија, а воедно и учество на големиот меѓународен боречки турнир Петко Сираков, што викендов ќе се одржи во Русе, Република Бугарија. На државното изборно јуниорско првенство во Прилеп учествуваа 50 борачи од речиси сите боречки клубови во државата. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.